почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници. Продолжува циркусот во ова собрание што го прави владеачкото мнозинство со овој неуставен начин на избор на едни идни, понатамошни уставни судии. Судии кои што ќе треба да ценат уставност на одредени закони, одлуки и се она што е во делокругот на работа на Уставниот суд. Со оваквиот начин на избор на овие уставни судии се доведува во знак прашање и нивниот кредибилитет покрај тоа околу нивната биографија и нивниот бекграунд како стигнале до тоа да се кандидати за уставни судии и начинот кој што го вие правите во ова собрание од преку Комисијата за избори и именувања до оваа седница пленарна, кај и тоа како стигна од тројца кандидати, да наеднаш имаме како предлог за избор двајца кандидати. И тоа е спорно. И тоа е неуставно. Комисијата за избори и именување се уште не е завршена, нејзината работа не е завршена и доколку го проверите тоа на сајтот на Собранието, ќе се уверите дека оваа комисија е се уште незавршена, а ние тука веќе дискутираме за двајца кандидати предложени од ова мнозинство и од председателката на Комисијата за избори и именувања, која што верувам дека знае дека го крши деловникот, свесна е дека го крши деловникот, но најверојатно е приморана да постапува вака како што постапува, затоа што така и е кажано да постапува. За ова нејзино однесување и ова нејзино неуставно работење, неделовничко работење со Комисијата за избори и именувања, пратеничката група на ВМРО-ДПМН денес поднесе интерпелација за нејзината работа и за тоа што го направи. Наместо колешката тука да дебатира со нас за тоа што и зошто ги предложи само тие два кандидати за уставни судии, таа избра денес преку пресконференција да се обрати и да каже за тоа што ние како опозиција ја критикуваме. И во пресконференцијата да не обвини дека сето ова било интерпелацијата, нејзината интерпелација била со цел за зацкривање на нашата намера да сме предизвикале уставна криза. По уставна криза, почитувана колешке, вие предизвикавте. Комисијата е започната уште од пред една година. Ние не ве спречувавме вие да ја закажувате комисијата и да стигнете до избор на тројца кандидати, па да не се доведете до оваа состојба да подпишувате нешто што не е за подпишување и за што понатака ќе сносите и одговорност. Ние не инсистиравме на тоа, вие го направивте тоа. Понатака во вашата изјава кажувате дека немало член во деловникот што го забранува тоа. Нема вистина член што го забранува тоа, но нема ни член дека за тоа се сноси одговорност, но нема ни член дека не се сноси одговорност. Така да ако трниме ние од тоа правило дали има член или нема и да го толкуваме деловникот како сакаме, ќе стигнеме ево до тука докаде што стигнавме. Кандидатите предложени, посебно денешниот кандидат Тања Васич Бозаџиева, се показна вежба како не треба да изгледа еден кандидат за уставен судија. Затоа што за да се биде кандидат за уставен судија и уставен судија, главно и
основно начално правило е да биде истакнат правник. Овој кандидат денес што го зборуваме, а и вчерашниот, значи се двајца кандидати што се со недоволна стручност од она што може да се види од нивната биографија и се кандидати послушници на одредени структури. Јас не верувам дека овие кандидати, посебно денешниот кандидат, господјата Тања Васич Бозаджиева, ќе биде независна или независна и професионална, а ќе добие 9 години мандат, 9 години во кои што ќе се заштити од одговорност за сето нејзино претходно работење и за сето она што и за сиот криминал што претходно го работела додека извршувала некои други функции. Ако ја погледнеме биографијата на ова господја, ќе видиме дека работната кариера ја започнува во Министерството за финансии, каде што од 1998 година до август 2001 година работи во областа на јавни набавки, меѓународните финансии и реформа на јавна администрација. Понатак, од 2001 до 2006 работи во Министерството за правда како државен советник за реформа на јавна администрација и раководител на оделение за стратешко планирање. Понатак, од 2006 до 2007 работи во проектна единица за спроведување на проект од областа на катастарот на недвижности во надлежност на Државниот завод за геодетски работи како национален експерт за имотно-правни работи. Понатака, од 2007 година повторно е во Агенцијата за катастар на недвижности како државен советник за правни работи. Јас ќе кажам дека оваа господја повеќе ми наликува на мој колега, бидејќи јас сум по струка геометар, повеќе наликува на мој колега, отколку што ќе наликува на колега на едни истакнати правници кои што треба да го водат Уставниот суд. Оваа господја се соочувала со предмети кои што се далеку под просекот на предмети или на одлуки што треба да ги носите и далеку од тежината на делокругот на работа на Уставниот суд со тоа што го работела цело време. Може би нејзин најистакнат ангажман и ангажманот кој што го имала во Министерството за здравство како посебен советник за правни прашања на министерот 2020 година на министерот Венко Филипче. Тоа е нејзиниот најистакнат ангажман. И ова е ангажманот со кој што оваа господја го заслужила овој кандидатски статус за уставен судија. Ниту има капацитет, ниту стручност, ниту независност оваа господја. Сите знаеме како стигнала да е кандидат за уставен судија, а вие, почитувани колеги, ниту сте ги виделе овие кандидати, ниту ги знаете, а ќе ги гласате овие кандидати, затоа што некој така ви кажал дека треба да ги гласате. На нашето барање да дојдат овие кандидати, да ги видиме во Комисијата за избори и именувања, да се представат, да видиме кои се нивните стручни и професионални капацитети, да ги изложат пред нас, па понатака ние да одлучиме дали ќе ги гласаме или не. Вие не го прифативте тоа, затоа што така би било наложено. Овие двајца мора да поминет. Сега третиот го пуштивте низ вода, го оставивте да чека, а ако ја гледаме неговата возраст, мислам дека не требаше да го оставите човекот да чека, сепак е во одминати години и требаше да му дадете барем него приоритет. Ако него не го избравте како трет кандидат за уставен судија, можеби требаше да го прифатите предлогот од колегата Дафина Стојановска да го изберите Талат Џафери како трет предлог за уставен судија и така како една огнена тројка да го разработат Уставниот суд. Ви благодарам. Колег Чаракчиев, реплика повеле.